Заедничките воени вежби во Ерменија, на силите на Ерменија и на САД, според аналитичарите, се најновиот чекор во ерменските напори, поддржани од Вашингтон, за оддалечување од сферата на влијание на рускиот сосед и за придвижување кон Западот. Ова се сериозни вежби и тие беа проследени со веста дека ќе има постојано американско представништво во Министерството за одбрана на Ерменија, како советници да им се придружат на французите кои веќе се таму. Во суштина нема да има друга опција освен да се приклучиме на Западот. Ерменија е без излез на море и сака да ја намали својата економска зависност од Русија. Таа ја притиска Турција да ја отвори својата граница, за да обезбеди нова порта кон западните пазари. Турција ја затвори границата со Ерменија во 1993 година, откако етничките ерменски сили ја заседоа спорната азербејџанска енклава на Горно Кабарах. Азербејџанските сили повторно ја зазедоа енклавата минатата година, а аналитичарите велат дека отварањето на границата сега може да се совпадне со целите на Анкара да го прошири регионалното влијание на Турција. Турција очигледно има многу силни врски со Азербејџан, исто така многу добри односи со Грузија, но не и со Ерменија. И тоа е проблем со сликата на целокупната политика на Турција во Кавказ. Вашингтон работи на постигнување траен мировен договор меѓу Ерменија и Азербејџан, при што американскиот државен секретар Ентони Блинкен неодамна изјави дека договорот е блиску. Со оглед на тоа што неколку прашања не се решени, аналитичарите велат дека Баку го гледа турското повторно отворање на ерменската граница како важен потек. We believe at this stage until we have not signed the peace agreement. Веруваме дека во оваа фаза, бидејќи не го потпишавме мировниот договор, тоа може да испрати погрешен сигнал до Ереван, до Ерменија, дека не треба да се договараме за суштинските прашања за земното признавање на територијалниот интегритет. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган разви блиски врски со неговиот азербејџански колега Илхам Алиев и ја исклучува можноста за отворање на границата со Ерменија додека не се исполнат барањата на Баку. Турската поддршка му помогна на Азербејџан да ги победи силите поддржани од Ерменија. И покрај таа поддршка, некои аналитичари велат дека Баку ја диктира политиката на Турција. Азербејџан е таму каде што е, во добар дел поради војната помош на Турција, разузнавачката помош и сето тоа. И за мене е збунувачки што Турција не може да ги отвори границите со Ерменија, што на Ерменија и треба и го сака тоа, поради ветото на Азербејџан. И особено ако на вистина Азербејџан поради една или друга причина верува дека нивните интереси се во повторното свртување кон Русија. Азербејџанска енергетска компанија е најголем странски инвеститор во Турција, давајќи му на Баку моќ над Анкара. Аналитичарите велат дека секоја надеж за повторно отворање на турско-ерменската граница се чини дека зависи од желбите на раководството на Азербејџан.